Со заедничка акција на локалната самоуправа на општината и општинската организација на Црвениот крст, Крива Паланка се вклучува организирано во собирањето помош за подрачјата зафатени со поплавите во Србија и Босна и Херцеговина. Вклучувајќи се во акциите за помош на погодените подрачја во координација со Општинскиот и Републичкиот Црвен крст, општина Крива Паланка во текот на 21 мај среда ќе постави собирен пункт за собирање средства за загрозените реони на Балканскиот полуостров. Апелирам до сите граѓани на Крива Паланка, секој во рамки на своите можности, да донират дел од потребните средства, со што ќе ја покажат својата хуманост и ќе придонесат за ублажување на болката на настраданите, изјави градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски. Господине градоначалник, како општина Крива Паланка ќе се вклучи во собирните акции за помош на настраданите од поплавите во Србија и Босна и Херцеговина? Еве, како и цела Македонија, така и ние, општина Крива Паланка, се вклучуваме во акцијата за помош на настраданите во Србија и во Босна. Значи, ќе поддржиме оваа акција во среда, заедно со Црвениот крст ќе организираме собирен пункт на плоштадот по Крива Паланка, каде што граѓаните ќе имаат можност да донираат средства, материјали. Мислам дека, како што сум запознаен од страна на Црвениот крст, алиштата веќе не треба да се праќаат, значи тука ќе биде конзервирана храна, тестенини, вода за пиење и слични работи кои ќе бидат парични средства, кои ќе бидат, значи, потребни за луѓето што се во Србија, кои ги погоди, и во Босна и Херцеговина, кои се погодени од страна на елементарната непогода, поплави, што би рекол. Еве, ние, значи, како општина се вклучуваме, ја поддржуваме оваа акција. Јас, како градоначалник, апелирам до сите граѓани, секој во рамките на своите можности, значи во среда, од 8 до 20 часот ќе биде отворен пунктот, да излезе, да помогне, кој колку може, кој со што може, да им помогнеме на луѓето во Србија и во Босна и Херцеговина. Ние сепак порано живеевме во една држава, тие луѓе на некој начин ни се блиски, доста од нас имаме роднини, пријатели и во ваквите лоши моменти треба да излеземе во пресред и да им помогнеме. Уште еднаш апел од мене до сите сограѓани, до сите кривопаланчани, нека помогнат кој колку може во рамките на своите можности за да ја облажиме оваа катастрофа која имаат овие луѓе. Председателот на општинската организација на Црвениот крст Крива Паланка Жаклина Цветковска ги повика граѓаните масовно да донираат пред се конзервирани продукти, вода и средства за хигиена, бидејќи во координација со Републичкиот Црвен крст тоа се намирници кои во моментот се најнеопходни, рече Цветковска, апелирајќи до кривополанчани доколку можат да донираат и финансиски средства на отворените телефонски броеви. Како општинска организација на Црвениот крст на Крива Паланка ние работиме во координација со Републичкиот Црвен крст, кој што веќе доставува помош за настраданото и загрозено население во Србија и во Босна и Херцеговина. Веќе има специјализирани екипи се наоѓаат на терен каде што пружаат помош таму каде што е најпотребна за најзагрозените. Така во рамките на таа акција и општинската организација на Црвениот крст во изминатите неколку дена имаше формирано дежурства каде што секој граѓанин кој што сакаше можеше да донира определена помош. И сега морам да напоменам дека според инструкциите на Црвениот крст на Република Македонија, првенствено што им е најпотребно на граѓаните од Србија и Босна и Херцеговина во овие моменти, тоа се храна, вода, хигиенски средства, бебешка храна, средства за лична хигиена, како и постелнина, нешто така слично. Да напоменам уште еднаш дека и покрај тоа што е потребна гардеробата, според инструкциите на Црвениот крст на Република Македонија, во овој момент не знаеме дали ќе биде прифатена, значи овие другите работи се поприоритетни, пред се водата, храната, конзервирана нормално и средства за хигиена. Апелирам исто како и градоначалникот до сите граѓани во рамките на своите можности да излезат во среда од 8 до 20 часот на градскиот плоштад, каде што ќе има отворен пункт на Црвениот крст, заедно во соработка со општина Крива Паланка, каде што ќе се собираат овие средства, а исто така граѓаните можат и да донираат материјални средства, односно парични средства на отворените телефонски линии кои што ги има на сите национални медиуми. Собирниот пункт ќе биде поставен на градскиот плоштад во среда 21 мај од 8 до 20 часот.
Апелираме сите кривопаланчани кои не прв пат докажале дека се хумани, уште еднаш да ја покажат својата несебичност, сочувствувајќи со болката на настраданите стотици илјади жители на Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска. Инаку, граѓаните може да доставуваат помош и во просториите на Црвениот крст Крива Паланка, каде секојдневно има дежурни тимови задолжени за прифаќање на помош.